Па, ја мислам дека не само медицинарите, дека и народот веќе доста знае за оваа болест, затоа што туберкулозата е една од најстарите болести во светот. Тоа е една заразна болест, хронична болест, болест која што со самото тоа што викаме дека е заразна, инфективна, значи дека е многу пренослива. Многу лесно може да се пренесе од човек на човек, може да се пренесе и од животните. Кога зборуваме за животните, најчесто мислиме на кравите, кои се болни од туберкулоза, па преку млекото исто така човек може да се зарази. Меѓутоа, ова се поретки случаи. Најчесто принцип се пренесува преку воздух, преку дишење, и тоа ако во една просторија има човек кој што е болен од туберкулоза, при зборување, а особено при кивање, кашлање, може да се пренесе преку воздушен пат од болниот на здравите луѓе. Сега, тоа во буквална смисла не може да се сати дека секој што еднаш бил во контакт со таков човек дека ќе се разболи, меѓутоа така се пренесува најчесто. Се разбира, многу зависи од отпорноста на луѓето што се во контакт со болниот, не се сите подеднакво отпорни према туберкулозата. Исто така зависи колку чести се тие контакти, зависи колку е тој заразен, оти има повеќе заразен, помалку заразен. Зависи колку време се престојува во иста просторија, да речеме, со истиот човек. И така, значи, постојат повеќе варијации. Меѓутоа, во секој случај, треба сите да знаат дека доколку за некого се знае дека сигурно боледува од туберкулоза, контактите треба да се разредчат или воопшто да не се остваруваат. Тука најголемо внимание ние посветуваме кога во една фамилија ќе се јави член и ќе се разболи од туберкулоза. Мислам, во принцип така сме договорени, како еден доктринарен став, првите 2 месеца болниот да ги помине во болница, не толку заради тоа што таму поубаво ќе се лекува, да речеме, затоа што лекови има. Тоа е добро. Благодарение на Светската здравна организација, преку глобалниот фонд веќе 10 години наназад не снабдува со лекови, тоа е една многу позитивна страна. И да се вратам на она што ми беше мислата, дека не го двоиме толку заради успешноста во лекувањето, колку што го двоиме за да го одделиме од фамилијата. Затоа што ништо нема да постигнеме ако болниот го лекуваме, а дозволиме сите членови во фамилијата или барем некој од нив да се разболат. И затоа, значи, најчесто така постапуваме. Меѓутоа, ако некој одбие да се лекува болнички, ние не го оставаме на тоа, ние го лечиме во домашни услови, го советуваме и него и фамилијата, им даваме препораки како да ги поминат барем првите 2 месеци, кога со сигурност знаеме дека тие се најинфективниот дел од лекувањето, бидејќи сметаме и знаеме дека во најголем број случаи после 2 месеци успеваме да го негативизираме болниот, односно да направиме тој да не биде заразен за семејството, меѓутоа и покрај тоа лекувањето го продолжуваме. Што се однесува до знаците по кои се препознава туберкулозата или симптоматологијата, во почетокот можам да кажам се толку беззначајни или со ништо не се укажува дека токму се работи за туберкулоза. Знаците кои ги имаат луѓето се најчесто како за една настинка бенигна, како за една грипозна инфекција. Што значи почнуваат така да се потат, особено ноќе, почнуваат да го губат апетитот, почнуваат да слабеат, почнуваат да подкашлуваат помалку, не многу, не мора да подкашлуваат многу. Меѓутоа, сите мислат прво дека сме настинале. Меѓутоа, ако тие знаци и тие симптоми не го натераат пациентот правовремено да се јави на доктор, состојбата се повеќе и повеќе прогресира. Значи симптомите стануваат
појасни, повидливи и се повеќе се наметнува мислата дека може би се работи за туберкулоза. Особено е симптоматично кашлањето. Така да се смета дека ако за 2 до 3 недели или спонтано престане, или пак со терапија, најчесто антибиотска терапија се зима, и ако не престане, тогаш добро е секој да помисли и докторот матичен, а и самиот пациент, бидејќи и тој сам треба да си води грижа за себе, да помисли дека може би се работи за туберкулоза или за нешто друго и да си превземе мерки, да дојде, да го провериме, да го испитаме и да го докажеме дека има или дека нема туберкулоза. Едно од најважните испитувања кои треба да ги направиме при сомневање за туберкулозата, за да ја докажеме, тоа е директната микроскопија, која што ја правиме во оваа лабораторија. И доколку успееме да ја најдеме бактеријата, туберкулозната бактерија, тогаш сме 100% сигурни дека навистина се работи за туберкулоза. Меѓутоа, покрај директната микроскопија, која што секогаш во сите случаи не може да ни даде позитивен резултат од било кои разлози, од повеќе разлози, ние работиме и мала лабораторија, взимаме крв за испитување, седиментација, бели крвни зрнца, крвна слика, диференцијална диагноза и сите тие ни се како помошна метода со која што ќе докажеме дека навистина се сомневаме или дека се работи за туберкулоза. Исто така во нашиот диспанзер имаме и рентген апарат и се она што треба да се направи точна, за да се направи точна диагноза покрај значи овие други работи, ние правиме и рентген слики и со тоа исто така се надополнува испитувањето. Имаме и спирометриско испитување кое што понекогаш ни е неопходно и го користиме и него. Значи така со помош на овие основни работи ние успеваме навистина за многу кратко време да докажеме дека се работи за туберкулоза. И после тоа разговараме со пациентите, ги запознаваме со тоа за каква болест се работи. Нормално при соопштувањето на тоа дека тие се болни од туберкулоза, никој не е мирен, сите се возбудени, сите се напрегнати, меѓутоа со еден разговор од 10 минути, 15, колку што ни дозволува времето, успеваме да му кажеме за вистинската состојба, каква болест е туберкулозата, како се добива, како да се заштити и што е многу важно, дека ќе го излекуваме. Во најголем број од случаите, меѓутоа бараме соработка голема од него, затоа што ние сами ништо не можеме да направиме ако не соработуваме со пациентите. Во најголем број од случаите успешно соработуваме, тие не слушаат, доаѓаат на закажаното време, ги прават потребните анализи, ги пијат редовно лековите и така да во многу голем број од случаите имаме позитивен одговор, односно ги излекуваме пациентите. Меѓутоа, она што нас не радува е тоа што бројот на туберкулозно заболени деца се намалува. Почнувајќи од 2000 година па до денеска, од 85 деца, лани дојдовме до 33. А тоа е многу добра бројка, многу добар епидемиолошки знак, затоа што се смета дека детска туберкулоза ќе има се дотогаш додека ја има туберкулозата кај возрастните. Затоа што секогаш децата се разболуваат од возрастните, а не обратно. Значи, можеме да бидеме задоволни со тој број на намалување, иако не е многу голем, сепак, ако е благ, пак ни дава надеж дека се намалува тој број, а ако работиме како што работевме минатата година, да немаме прекини во терапијата, затоа што тоа е еден од најлошите работи што може да ни се случат. Секој прекин носи ризик да се јави повторно туберкулоза, да се заразат нови луѓе и да се јави така наречената туберкулоза резистентна на лекови. Тоа е денеска светски проблем. Затоа што кога си
кога е некој болен резистентен, ние немаме избор со што да го лекуваме. Навистина постојат сега така наречени туберкулостатици од втор ред, кои што за среќа, за прв пат оваа година и нашиот фонд ги набави и ги имаме. Меѓутоа лекувањето е поризично со нив, се лекува подолго време, тие се многу скапи, многу потоксични, меѓутоа кога нема друго чаре, мора и тоа да го работиме. Без страв, без срам. Кампања за дестигматизација, информирање и подигање на свеста за туберкулозата.